Што туку имав фасцинантно ослободување кое што толку многу силно ме стегаше во градите. И не знам по кој пат здивот се покажа како силен исцелител, кој што се што треба е да го активираме и да го ослободиме. Значи, стегање во градите почнува со грч и со стегање во мускулот во срцето, кој што ако не биде продишан, истиот од тука или од некој орган почнува и полека се таложи како се поголема тензија на ниво на срце, на ниво на жлезди, на ниво на глава, мозок, хемисфера, каде што истата таа тензија, ако не ја продишиме, ако не научиме како да ја ослободиме, ќе манифестира хронична болка, тензија или болест. Секоја една тензија буквално може да манифестира болест ако не научиме да ја пропуштиме. Дали било тоа мисла која што стварава некој грч или некое искуство или случка, небитно. Се што треба да научиме да го циркулираме здивот, во еден активен дел и после тој да го оставиме телото да диши само, слободно, да отпуштиме контрола. После дишењето, после циркулирањето, 1-2 минути го оставаме. Го оставаме да диши. И во овие два принципи се содржи се што ни е потребно за да ја отпуштиме било која тензија на ниво на гради, стомак, врат, грло или глава. Значи, се што треба да научиме да се опуштиме и да го циркулираме здивот. Самиот здив ја активира сета исцелителна енергија, ги поврзува сите елементи во нас и ако продолжиме да го циркулираме здивот при тотално опуштена состојба, каде што идеално е да лежиме, таа енергија буквално ги зема сите тензии, блокади внатрешни, значи стегнувања, држиме на ниво на мускул, на ниво на орган, на ниво на срце, на ниво на глава, органи, апсолутно сите болести. Моје верување е дека се плод на некоја внатрешна силна тензија, која што е веќе хронична и прави блокада во самото циркулирање на животната енергија. Кога животната енергија циркулира слободно, најдобро може да се почувствува во самото дишење. Ние ја чувствуваме таа енергија на живост, енергија на здравје, која што, ако чувствуваме пример, тешки емоции, тешки сензации и дишиме во истите, ги распрснува, ги ослободува тие тензии, ги трансформира во чиста пријатна енергија на живост, на елан и на волја за живот.